Темата ја насловив, може дури да се смени насловот, меѓутоа ете така, во моментот решив да се вика, не во овој момент мислам доека ја спремав, другиот е виновен. Ќе видиме една од стапиците на ѓаволот, иако тука се испреплетуваат повеќе, во кој што можне лесно запаѓаме, затоа што сме грешни по природа, и кое што верувам дека ќе се допре и до поуката, па така, ете, може би на некој начин може да биде као, ете, малку до работка на поуката. Ќе отвориме сите заедно најнапред во Битие, 2 глава, познати текстови, 16 и 17 стих. Битие, 2 глава, 16 и 17 стих. Господ Бог му заповеда на човекот велејки. И многу е битно да се нагласи овде, дека не му сугерирал или не знам што, туку му заповедал. Господ Бог му заповеда на човекот велејки. Јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога јадеш од него, навистина ќе умреш. И ова е еден од текстовите во Библијата кој што е премногу јасен. Господ бил премногу јасен кон Адам, во случајов, му заповедал и му рекол, еве ти слобода. Имаш да јадеш се што ти душа сака, од секој дрво во градината. Само едно, само од тоа не јади. Колко е добар Господ. Можел да рече 50% забрането ти е, 50% ти е дозволено. Не, он рекол само едно. Доволно е тоа едно. Значи, колку да има избор. Затоа што, нали, го создал човекот со слободна волја. Можност за избор. Или, да речеме, Господ рекол, 1/10 одвојте ми на мене. Можел да рече 5, односно 1/2 да рече. И тој Господ е добар. Господ знае колку е доволно за да испита нашата вера, нели? Тоа е целта, мислам, нели, за 10-токот, ако зборуваме, не е нашата доверба во него, дека тој ќе ги води нашите финанси и нашата економија и дека нема да има проблем со нашиот живот. Ако ние му го одделиме тој 1/10, затоа што на крајот на криштата, ако добро разбираме, сите оние 10 Господ нам не ги дава. Тоа е од Господа дар. Господ ни дал и раци, и разум, и се, за да можеме да работиме и да заработиме. Значи, Господ заповедал, тоа е првата заповед и единствена која што постоела во Едем, само од едно дрво да не се јаде, затоа што јасно и гласно рекол, во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. И сега, доаѓаме во 3 глава, познатите стихови, кои што кој знае колку пати ги сме ги читале, но се толку многу длабоки со значење што секогаш има по нешто да се извлече од таму. Значи, од 3 глава, од 1 стих. Змијата беше полукава од сите полски животни, што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената, вистина ли е дека Бог рекол, не ке јадете од ниедно дрво во градината? Жената и рече на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината Бог рече не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. А змијата и рече на жената, навистина не ќе умрете, туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. И минатиот пат, за тие кои што бевте, видовме дека овде видовме оние 3 темели, главни темели на спиритизмот. Прво, она што ѓаволот сакал да поттикне кај Ева, да створи сомнеш во Божјето Слово, во она што Господ го кажал, па рекол, вистина ли е дека Бог рекол? Подолу вели, не вие нема да умрете, нешто спротивно од она што Господ го кажал. И згора на тоа, не само што нема да умрете, туку ќе ви се отворат очите. И ќе спознаете, ќе навлезете во една нова сфера на знаење, во едно тајно знаење, кој што Господ
од љубомора, од не знам од кој причини го крие од вас. Не сака да го знаете. За да владее над вас. Меѓутоа, вие ако го спознаете тоа знаење, таа мудрост која добиете, вие ќе станете како богови. Тоа се сите тие три темели, како што минатиот пат рековме, темели на спиритизмот. И сега тоа не е темата, одиме подолу да ги видиме оние инстант последици од гревот. Значи, последици кои што веднаш се појавиле после сторениот грев. Жената виде дека дрвото, 6 стих, е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно, пожелно за да се постане мудар. Набрал неговиот плод и го јаде. Значи, пријатно, пожелно, примамливо. Значи, дрвото не било нешто, самото по себе било добро. Убаво на изглед, како што денеска ѓаволот гревот го пакува во добро пакување. Затоа што инаку како би бил привлечен. Од секојаш сум се прашувал зошто, да речеме, алкохолот го пакуваат во така интересни флаши, шишиња, нели, па, онака, баш интересни, нели, примамливи. Зошто баш алкохолот, или не знам, други работи може. Тоа пакувањето многу кажува, знаете, ние често пати знаеме да кажеме, Дане може да потврди, во колпортерската работа и како има влијание, да речеме, надвршната корица на книгата. Може да повлијае врз човекот дали да ја земе, да ја купи или да не ја купи. Така да пакувањето е многу битно. И сега, ѓаволот се искористил тука и со самото дрво, кое што самото по себе убаво изгледало. Самата змија била една од најубавите животни во тоа време. Дали читаме од списите на Елен Вајт. И што се случува? Успел, за жал, во обидите да ја измами Ева. Значи, жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите, и дрво пожелно за да се постане мудар, наброд неговиот плод и го јаде и му даде и на својот маж, кој беше со неа, па и тој јадеше. И овде сега имаме еден момент кој што може, и како ѓаволот го користи, е една од стапиците, иако не е она главната на која што сакам да се задржам денеска. Значи, како тоа Адам сега реагирал? Ева била измамена. Меѓутоа сега како Адам реагира на тоа кога Ева му понудила од плодот? Адам не бил измамен, вели писмото. Адам свесно сгрешил. Адам знаел што направила Ева. Ама, знаете, и во денешно време имате луѓе кои што, за да не им се подвои, за да не им се растори семејството, па мажот ќе тргне со жената или жената со мажот. Значи нема да дојдат во црква, нема да станат под наводници нововерци, нели? Како што ќе ги бие глас меѓу народот, затоа што тоа ќе влие на нивниот однос на единството, семејството треба да се сочува и сето тоа, па нели Исус рекол и меч ќе донесе. Вистината знае да донеси такво нешто. И Адам, каде Ева, таму и јас. Иако можело многу поинаку сето тоа, нели, да заврши. И јас знам која бев, често пати, нели, соата настојаш на масичка, па и се секам точно една ситуација на сајмот на книгата, не знам со кого бевме на штандот и тоа беше порано, значи тие години, може да има 10 години, не знам. И имаше такви икс случаеви. Доаја жена, маж и жена одат и жената ќе се интересира, ќе го привлече, нели, внимание некој од книгите, ќе застане, ќе почне да разгледува нешто, да прашува, а мажот не заинтересиран и ќе одвлечка нека. Жалосно, меѓутоа, знаете, ако не знам дали има нешто побитно од спасението. Ако сметаме дека има, тоеш сме ја уднале работата. Значи, како можам јас да си го дадам спасението, па макар да е тоа и за жена, и за син, и за керка, или за било што. Пазите, ова се сериозни работи, кај што ѓаволот знаете како да ударе на емоции и да ве сруши. Поради синот, поради керката, поради, не знам, баба, дедо, било кој, значи, оние кои што сме како по-тесно семејство. Тоа е голема мамка.
Но одеме понатаму, не е тоа главната тема, реков. Значи, сгрешили и двајцата. Сега, кои се последиците? Тогаш, на двајцата им се отворија очите. Да, како ѓаволот, нели, што рекол, ќе ви се отвори очите, ќе ви се отворат очите, ама не дека станаа сега нешто по-мудри, не дека добија некоја екстра знаење, некоја тајно знаење, туку што, им се отворија очите и видува дека се голи. И што се случува? Прво нешто. Сплетоа смоквини лисија и си направија прегачи. Значи, прва последица од гревот. Срам. Ги опфати срам, дека се голи. Претходно не беше тоа случај, нели? И претходно беа голи, односно, нели, облечени во на наметка, светлосна наметка, значи во славата Божја, но овој пат се појавува срамот. И не мора тука многу да елаборираме, да зборуваме, затоа што сите ние сме сведоци, знаеме од мало детенце уште, која ќе ја направи белјата, ќе видите, значи, како ќе го опфати срам. То дури може да се примети за вие кои што се љубимци на домашни милинични, кај куче или кај мача, која ќе направи белја, дури и кај нив се приметува тоа, замислете. Јас сум го приметувал. Ќе направи белја, ќе бутне нешто и ќе се бутне некаде таму, ќе се скрие, знае дека е кабат, што викаме по-турски. Тоа е срамот. Понатаму, што следи? Тогаш го чуе гласот на Господа Бога, кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветреци. Тоа се случува, нели, секој ден, Господ доаѓал тука, се дружеле, оделе, живееле заедно со Господа и секојаш им бил пријатен тој глас. Ама сега оденат што се случува? И се сокрија. Страф. Срам, имаме сега страф. Се сокрија човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината. Господ Бог ги повика, човекот и му рече: каде си? Тој одговори: го чув твојот глас во градината, се исплашив, зашто сум гол и се сокрив. Еве го признанието на Адам, дека и се усрамил и се исплашил. И се сокрив. И тогаш му рече Господ: кој ти кажа дека си гол? Да не си јадел од дрвото за кое што ти заповедав да не јадеш? Човекот рече: жената која е сега, ова е таа трета последица на која што ќе се задржиме. Директна последица од гревот. Господ веле: кој ти рече дека си гол? Да не си јадел од дрвото за кое што ти забранив да не јадеш? И која е реакцијата на Адам? Човекот рече, Адам рече: жената која ти ми ја дадеш со мене, таа ми даде од дрвото, па јадев. Она е крива. Односно, во индиректна смисла, Господи, ти си крив, ти ми ја даде, што не ми даде некоја поарна. Да кажеме така. Значи, индиректно го обвинува и Господа. Значи, ти си односно, она е виновна или ти си виновен. Тоа е директна последица на телесен човек, грешен човек. Секогаш прстот го покажува на другиот. Другиот е виновен. И Ева не била ништо по-различна. Господ Бог рече тогаш на жената: што е тоа што го стори? Кобајаги сега Господ, нели, го бара виновникот и сега се упатува на Ева и вели: што стори ти? Змијата ме измами, па јадев, рече жената. Не сум јас виновна, змијата е виновна. Односно, индиректно пак, Господе, ти си виновен, па ти ја создаде змијата. Ако се сеќавате од едно од минатите проучувања од големата бор, односно не, од сведоштво за проповедници во Стапиците на сатаната, тој дел, читавме вакво нешто. Значи, таму беше наведено како ѓаволот е посебно устремен на онаа секта, вели, онаа група на луѓе кои што ја светкуваат саботата. Посебно тие му се на удар и, нели, прави разноразни замки да ги одвои луѓето од црквата, од вечните вредности, да ги насочи кон материализам, кон што ти се не,
И потоа се спомнува и припремата за неделниот закон. Меѓутоа, вика, пред тие крајни мерки да ги направи ѓаволот, прави нешто друго. Значи, и еве што, меѓу другото се спомнуваше таму. Нели во прво лице зборува, собрани пред него демоните и вели, цитатот од Сведоштво за проповедници. Мораме да предизвикаме несогласувања и расправи. За жал, често пати присутно меѓу нас. Мораме да го уништиме во нив оној силен копнеж за спасение. И да, и кај мнозина, преку расправи, преку осудување и критикување, ѓаволот успел да го уништи копнежот за спасение кај некој. Некои седат дома, некои не доаѓаат во црква од некои такви причини. Не знам јас. Јас не знам, не судам, не велам, меѓутоа може би има некои такви. И не велам сега за нашата средина, зборувам општо. Мораме, вика, да го уништиме во нив оној силен копнеж за спасение. Мораме некако да ги наведеме да критикуваат, осудуваат и да се обвинуваат едни со други, да негуваат себичност и нетрпеливост. Видите, па тоа не е тешко ѓавол да не натера да го направиме. Затоа што тоа е во нашата суштина. Нашата грешна природа е таква. Еве, видовме од самиот старт. Првите три последици од гревот се срам, страф и другиот е виновен. Заради, вели, понатаму, нели, продолжува ѓаволот и вели, заради ваквите гревови Господ и нас не истера од неговото присуство. Што правеше ѓаволот? Што еше првото што почна да го прави? Па да го обвинува Господ и да зборува кај другите, да ги шири тие негови лаги, тој негативизам кај другите ангели, за да ги придобие на своја страна. Господ е лош, Господ е зол, Господ е тиранин, видите каков закон ни дал. Сака да владее на нас. И јас, ако ми се приклучите на мене, значи почнаме на кампања, јас ќе ве ослободам, јас ќе бидам многу подобар од него и така натаму и така натаму. И вели, заради ваквите гревови Господ и нас не истера од неговото присуство, па сите што ќе го следат нашиот пример ќе ја доживеат истата судбина. Многу логично. Е сега, 1 Јованово 5.3. 1 Јованово послание 5.3. Видите какви последици се може да има една ваква слабост кај човекот. Значи, да секогаш ја префрла вината кај другиот. Значи, тука може да се задржиме и да збориме многу во смисла на тоа и бракови се растуриле, и што ти се не, какви се заедници не функционираат како што треба, токму поради оваа слабост. Секогаш другиот е виновен. Да не зборуваме, ако се осврнеме на нашата реалност во Македонија, и ако ги земете оние, нели, разни групи политички или она, секогаш другиот е виновен. Кој излегол и признал, еве, ние сгрешивме. Меѓутоа, тоа е природно за човек, за грешен човек, за телесен човек. Што вели 1 Јованово 5.3? Сега да видиме едни други, малку подлабоки последици од една ваква слабост што ја има телесниот човек. 1 Јованово 5.3 вели, зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме неговите заповеди. А неговите заповеди, што вели? Не се тешки. Минатата полука малку нешто начнавме околу ова, кога зборувавме за тоа дали сега законот е јарем некој, или пак законот всушност нуди слобода, кога зборувавме за слободата. Овде вели, овој текст вели дека кажува што е љубовта, значи ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме неговите заповеди, а неговите заповеди не се тешки. Не знам колку можеме да се сложиме со ова, дека не се тешки, ама ајде да одиме понатаму, да видиме која е поентата. Еремија 17.9, познат текст. Еремија 17.9. Вели, поизмамливо од се е срцето и е страшно болно. Кој може да проникне во него? Овде зборува за срцето на човекот. За умот на човекот. Поизмамливо од се. Поизмамлив од се е човечкиот ум. И е страшно болен. Кој може да проникне во него? Болен. Заради во нас мисла. Грешен. Во грев. Еремија 13.23, значи малку поназад, 3-4 глави.
Еремија 13:23. Исто познат текст. Може ли етиопјанецот да ја измени својата кожа или леопардот своето крзно? А вие можете ли да правите добро свикнати да правите зло? Па сега, заповедите мои не се тешки, а сега гледаме колко е измамливо човечкото срце, колко е невозможно да некој кој што свикнал да прави зло, да прави сега добро. Одеме понатаму. Римјаните 8 глава, 7 и 8 стих, мислам дека беа цитирани дури во пулката. 8 глава Римјаните, 7 и 8 стих. Еве како гласат овие стихови. Римјаните 8, 7 и 8. Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Оние кои се во телото не можат да му угодат на Бога. Сега овде гледаме текст кој што вели дека мудрувањето по телото, телесниот човек, природно човекот е во непријателство со Бога. И не може да му се покори на Божиот закон. Не може. Не му се покорува, ниту може, вели. Која е сега поентата? Значи, првин вели, читавме во 1 Јоаново 5:3 дека Божите заповеди се лесни, не се тешки всушност, се лесни за држање. А овде сега гледаме какво е човечкото срце, каков е човекот во суштина. Телесниот човек не му се покорува на законот, не може. Невозможно е. Често пати, нели, која галатјаните ја прочуваме книгата, потоа и римјаните ќе стигне следното тромесечие. Кој знае колку пати го спомнуваме тоа, дека човекот не може сам да го држи законот. Невозможно е. Што сакате правете? Не знам, десетоци таму по 2 носете, ако сакате у неделата. По 2 пати постете у неделата, како фарисеите. Што сакате правите? Ништо тоа не може да ви допринесе за вашето спасение или пак да го држите законот онака совршено како што треба. Сега Римјаните 7 глава, малку поназад, значи, Римјаните 7 глава 12 стих, што вели? Неколку стиха околу законот. Видовме какво е човечкото срце, телесното човечко срце, природното. А сега да видиме каков е законот. Затоа законот е свет, значи 7.12. И заповедта е света, праведна и добра. Значи законот е свет, законот е праведен, законот е добар. Римјаните 7.14. Зошто знаеме дека законот е духовен. Сега овде ја прави она разлика. Законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под грев. Законот е свет, законот е добар, праведен, духовен. Псалм 19.7. Господовиот закон е совршен, ја крепи душата. Че нема никаква мајана во законот. Тој е совршен, добар, свет. А ние сме, нашето срце е расипано. Телесното срце е зло. Оној кој што свикнал да прави зло, не може да се одвикне туку така. Значи. Природно му е да прави зло. И сега, поради она слабост и навика човекот да ја префрла вината на другиот, човекот вели, тешко ми е да го држам законот. Ама за да си се оправда сами од себе, ќе рече, законот е крив. Не сум јас крив. Дај да го смениме, дај да извадиме нешто, дај да си го направиме згоден да не биде на наш, или да го изфрлиме. Најубаво да се решиме од него. Законот не важи. Па зарем не се прави тоа? Во христијанскиот свет, пазите. Зарем не се прави тоа? Со години. И тоа одамна. Го обвинуваме законот дека е лош, а всушност ние сме тие што сме лошите. И не законот, не треба да се смени законот, не треба да се исфрли законот, туку треба да се смениме ние. Меѓутоа, поради таа склоност на телесниот човек да обвини друг, ќе го обвини, ќе го снижи, ќе го згази ако треба законот само за тој да се оправда, човекот да се оправда и да се чувствува добро или да тргне, значи, да се смири совест, всушност, грижата на совест да ја тргне. И тоа се прави. Видите што вели Елен Вајд во големата борба, значи пак тие глави таму, кај што стапиците на сатаната. Нито една заблуда прифатена од христијанскиот свет
не се крева со поголема смелост против небесниот авторитет. Ниту една не му се противи на здравиот разум толку директно и ниту една не е поопасна по своите последици од науката на новото време, која толку бргу се шири, а тоа е дека Божиот закон не е веќе задолжителен за луѓето. Опасна заблуда, пазите овде, вели. Нема поопасно од ова. Дури вели, се противи директно, толку директно и на здравиот разум. Пазите, ако размислете, навистина се противи на здравиот разум. Што функционира денеска без закон? Може ли една држава да функционира без закон? Ке настане хаос, анархија, со други збори. Може ли во сообраќајот, без сообраќајни правила да се функционира? Нема шанси. Сите нити ќе гледаат црвено ли, зелено ли, жолто ли, како ли, сите ќе поминуваат. Општ хаос. Значи, тоа се противи дури на здравиот разум воопшто. Ајде фрлете се од трети кат да ве видам дали може ќе лепдите, а? Не, сигурно ќе треснете доле, затоа што тоа е законот на гравитација. Не? Насекаде околу нас закони, а моралниот закон не важи. Зашто? Затоа што ние не можеме да го држиме. Проблемот е кај нас. Нешто треба да се смени кај нас. Не треба да се чепка законот. Законот е свет. Законот е совршен. Законот е добар. Ама, кој е тој кој што стои за таквите, кој што ги инспирира дека треба да се чепка во законот и да се тргне законот? Кој е тој кој што секојаш е против Божиот закон? Ѓаволот, нормално, од самиот старт. Дори последната битка ќе се води околу законот. Или најточно околу саботата, 4-та заповед. Еве што веле еден друг цитат, истата глава, мислам, дека беше. Денешните верски заедници одбиле да ги слушаат непопуларните вистини, јасно изнесени во Светото писмо. И, борейки се против нив, прифатиле толкувања и зазеле такви ставови, што насекаде посеале семе на неверство. И еве сега ги реди неколку од тие лажни учења. Со тоа што ја прифатиле папската лага за вродена бесмртност и за свесна состојба на луѓето за време на смртта, ја отфрле единствената одбрана од измамите на спиритизмот. Она што малку се допревме минатиот пат, иако не се задржавме премногу. Значи, со прифаќањето на лагата, дека човекот живее и после смртта, дека всушност душата негова не умира, се заглавиле во спиритизам. И навистина деновиве, нели, почина Шурда, Љубиша Самарџич, и читкав така нешто по интернет, замисли си што рекол пред да умре, колко е тоа, значи, навлезено и кој има насекаде, сите религии. Не сум знаел дека му починал син на 34-5 години од леукемија, значи изгубил син, Драган, мислам дека се викаше, и тоа го скршило, како и секој родител нормално. И сега, пред самата, на смртна постела, пред самата смрт, изјавил нешто како па таму дори и поубаво ќе ми биде, затоа што ќе бидам со својот син. Ќе се видам со својот син. Мислам дека да, ете, гледате. Такво, може би она ги кажала неговите зборови. Така. Че сега ќе ти биде убаво таму, ќе се видиш, ќе бидеш заедно со брат ми, нели, со синот ми. И тоа е толку општо расширено меѓу луѓето. А таква опасна заблуда е тоа. Вели понатаму, науката за вечни маки, вели, неправедните, оние кои што нема се покајат, вечно ќе горат во вечноста. Науката на вечни маки завела мнозина да не веруваат во Библијата и да го отфрлат Бога. Бог е навистина тиранин. Ги гори таму во вечни маки. Кога јасно ќе се изнесат барањата на 4-та заповед и ќе се увиди дека Бог бара да го празнуваме 7-миот ден, саботата, тогаш како единствен излез да се ослободат од должноста, значи сега зборува за луѓето и другите верски заедници, значи сега се соочуваат со 4-та заповед, и јасно стои таму, никој не може да го порекне тоа дека 7-ми ден е сабота. И сега, за да го избегнат тоа, значи што прават? Исто како со законот, ќе го тргнат, затоа што им смета. Место да се починат на Господа, место да се покорат на Господа, да бараат ново срце, тие што велат?
Тогаш како единствен излез да се ослободат од должност со што не се готови да исполнат, мнозина учители изјавуваат дека Божиот закон не важи повеќе. На овој начин тие го отфрлаат законот, а со него и саботата. Колку повеќе се работи врз реформа на саботата, ова отфрлање на божествениот закон за да се избегнат барањата на четвртата заповед ќе стане речиси сеопшто. Че тоа се тие работи и вели науките на овие верски водачи ја отворили вратата за неверство, за спиритизам и за презирање на Божиот свет закон. Врз овие водачи лежи страшна одговорност за беззаконието што владее во христијанскиот свет. Тоа е страшно одговорни се некои луѓе кои што шират вакви заблуди. И тоа е пак од она што кажавме. Пошто јас сум слаб, грешен, никаков, пред мене стои законот, и јас не можам да го држам законот, пак ќе го тргнам. Не важи законот. И јас сум си тогаш супер. Не е тоа решението. Кое е Божието решение? Што треба да се смени? Не законот, треба ние да се смениме. Езекијел 36:26, познат текст. Езекијел 36:26. Што вели Господ? Ќе ви дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во вас. Значи срцето на човекот е проблем. И Господ има решение. Вели, ќе ви дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во вас, ќе го извадам, како вели тука? Каменото срце. Вели, кака е проблемот? Човекот има камено срце. По природа. Безчувствително. И не му е тешко да обвини друг, за да се оправда себе си. Од вашето тело, вели, ќе го извадам тоа камено срце и ќе ви дадам срце од месо. Срце на кое што ќе можам да го запишам законот. Тоа е нов завет. Сега, 1 Јованово 3 глава, 4 и 5 стих. Тоа е решението. Тоа е решението што Господ го нуди. Да го смени нашето срце, а не да чепка во законот. Ако можеш да се чепка во законот, ако можеш да се смени, ако можеш да се тргне, Господ ти го направише тоа на почетокот. Ти ги оправдаше и Адам и Ева и немаше Исус да мора да доаѓа да умира за нашите гревови. 1 Јованово 3, 4 и 5. Што велат овие стихови? Многу јасно. Секој кој врши грев, врши беззаконие и гревот е беззаконие. Одговор на тоа што е грев, нели, кој ќе ја праша некој. Продолжува 5 стих и вели: и знаете дека тој се јави. Кој се јави? Исус, Спасителот се јави за да што? За да го отстрани законот? Не за да ги отстрани гревовите. И во него нема грев. Исто во Матеј 1:21. Пророштвото за неговото раѓање, мислам, ангелот што го кажува. За Марија 1:21, Матеј 1:21. Таа ќе роди син. И ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од што? Од законот? Не, од нивните гревови. Господ не чепка во законот. Инаку, ако тоа било, мислам, тоа е ноторна глупост, затоа што би си го срушил самиот свој темел на владење. Темелот на неговата влада е заснуван на законот, на правдата, на моралот. Всушност, нели, законот е и препис на неговиот карактер. Значи, да, заповедите мои, како што вели таму, не се тешки. Ама не се тешки за оној кој што живее или оди по духот, како што зборувавме во пулката. Тешки се за телесен човек. И да, сите ние сме сведоци и знаеме на почетокот кога сме се запознале со вистината, нели? И сме сватили дека на вистина е тешко. Човек сега да не прави ова, да не прави тоа, да не... Затоа што се уште сме биле телесни, се уште не сме били обратени. Обратениот човек, вистински обратениот човек, оној кој што живее по духот, на него не му е тешко да оди и во законот. Односно, како што природно е за телесен човек да го крши законот, односно да греши, така е природно за духовен човек да го држи законот, да го исполнува законот, односно Христос преку него, нели, тоа веќе друга тема, често пати го нагласуваме. Значи, што треба да престанеме? Треба да престанеме да ги обвинуваме другите. Да се бориме против таа склоност наша. Детето ми добило единица во школо,
може да е и брат на Ермира Мехмети, да речеме. Детето ми добило единица во школа и крив е наставникот. Па може детето ти е мрзливо, може не учи. Поготово денеска, такви права им дадоа, значи се соочуваме, ние, поготово Снеже се соочува со такви проблеми, затоа што таа е професијата. Такви права имаат децата да не смееш ништо да им кажеш, човек. Не смееш да удриш, не смееш да мавнеш со прачка, или нема тоа. Одмah ќе ти дојде родителот, може и тужба да ти стегне или било што. И секој е крив наставникот. Или не знам, ќе се направи некој удес или било што и кој. Да, ретко може да има некоја ситуација која човекот ќе признае дека е виновен. Мислам, тоа е очигледно, нели, која ќе се разгледа целата ситуација, кој прекршил некој од правилата, кој не, ама сите викаат, ти си виновен, ќе излезат и двајцата од колите и уште малко да се испотепаат. Ако сте малку по-спретни во собраќајот во Скопје, како што еден брат од тука, да не го спомнувам, ќе му текне, можеби, сум се возил со него, и се нешто му се брза, се нешто, и сите пред него се бавни, па им свири, па се нервира. Добро, не е битно. Значи, сакам да кажам, тоа е вашата брзина на возење, не вози секој со таа брзина, некој е по-бавен, и сега, он е крив, не сум јас крив. Тоа е човекот, тоа е природата на човекот, за жал. Да престанеме со такви работи, затоа што сите сме во грешна природа живееме. Затоа што, најде, на тој начин само си нанесуваме штета и на самите себе, ама и на сите околу нас. Може тоа да биде подалекусежно. И на крајот да завршиме со Матеј 11 глава. Ги читавме тие стихови, односно Данило ги читаше не случајно во оние уводни стихови. Матеј 11 глава 28 до 30 за јаремот. Што веле Исус тамо, лесен или тежок е неговиот јарем? Веќе кога држењето неговите заповеди е лесно, односно не се тешки моите заповеди, вели. Ове вели, дојдете при мене сите кои што се трудите и сте обременети, а нема кој не му е тешко, нема кој не му е смачено од животот. Сите, тоа е универзален повик до сите. Дојдете сите кои што се трудите и сте обременети. И јас ќе ви дадам одмор. Господ нуди одмор. Земете го мојот јарем на себе и научите се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен, дури вели овде, и моето бреме е лесно. Како што реков, со тоа ќе заклучам, како што е природно за телесниот човек да греши, така е природно за духовниот човек да го исполнува законот, да биде послушен. И воопшто не му е тешко да го држи законот. Затоа заповедите, убаво кажува, значи Јован тамо, у 1 Јованов 5.3, дека заповедите не се тешки. Нека Господ ни ја даде таа вистинска слобода, нека ни помогне да сватиме дека ништо не е тешко ако се прави тоа од љубов, нормално ако му звратиме на Господа со љубов и да престанеме да покажуваме со прст на другите. Не ние другиот виновен. Ние самите имаме проблем, кој што Господ го решава, има одлична солуција за тоа. Промена на срцето, обнова на нашиот карактер, на нашите мисли, како што вели тамо Павле во Римјаните, да му дозволиме целосно, му се препуштиме, Господ ќе го реши проблемот кај секој од нас. Амин.